40 степени. Сигурно никому нема да му текне да јаде пита со свинско месо, но тука морало да се проба. Иако топло, питите се јадат. Рецептот бил таков, после јадењето да не осетите никаква мака. И тука приказна. Порано во семејствата имало многу дечиња, повеќе усти за јадење, па некоја домаќинка направила голема пита со месо. Оттогаш во градот тоа е најголем специјалитет. Повеќе меселе мажите отколку жените. Во кујната во денешни услови мора да се влезе според стандарди пропишани за места каде се подготвува храна. Сега што ќе ни подготвите? Денеска ќе спремиме пита. Годинска пита традиционално се спрема унеготвено веќе многу години. Доста останате рецептот од постари луѓе. Тука почнуваме историјата. Тајната била во лепчето, но секако не се кажувала. Цела тајна е у тестото, да. Али не ја кажуваме тајната. Тајната не се кажува, се уште. И сега што? Откога тестото е раздечено, го редиме со месо. Речено со свинско. Може и друго мевце? Кој сака, да, може пилешко, може свинско е свинско и нашиот рецепт е претежно со свинско месо. Али за некои што не јадат свинско, може пилешко и со пилешко се спремат. И после од кога ќе се испече место, ставаме јајца. А препорачливо во јајцата да има буковец, пошто рецептот е, да речеме, со буковец. Со питата оди и доброто вино. Сега се бере асталското грозје. За винското уште малку време требало.